председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, го слушнавме експозето на вице-премиерот Маричич и по она што го кажа, македонските граѓани треба да бидат спокојни затоа што државата се движи во позитивен смер, работите ни одат во најдобар ред, како рече, земјата која преговара веќе за влез во Европската Унија, со храбри и мудри државнички потези ја движиме државата напред. Ама, тоа се тие флоскули кои што ги употребувате и преку скапо платените медиуми, пиарот кој што го имате, пробувате да дојдете до граѓаните. И тоа е легитимно, да речем, како партија која што е на власт и има желба така да се представи пред граѓаните. Меѓутоа, дали така стојат работите реално помеѓу граѓаните или не? Еве денеска, конечно дојде ден да зборуваме за извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2022 година. Ќе ги вкрстиме аргументите, ќе дискутираме, вие ќе ја кажувате вашата вистина, ние ќе кажуваме наши податоци, пиарот парите се кај вас, верувам дека ќе успеете да поклопите вака медиумски, но дали мислите дека народот веќе ви верува и на вас, и на тој скап пиар, и на медиумите кои што добро ги плаќате и на кои што намерно пласирате тези кои што сакавте да ги пласирате, затоа што од вашите говори, од вашите реплики, тоа е видливо и го слушам. За разлика од вас, во држава има и други, кои што од време на време прават мерење на јавното мислење, истражувања, и тие, почитувам вице-премиер Маричич, се различни од ова вие што го кажувате. Евротинк, Еврометар е податок, информации кои што ги добивме пред 2-3 недели. Јас сега читам овде што напишале, а ова е сериозна институција која што работи и ги мери перцепциите и ставовите на граѓаните на државата за институциите, за движењето, за процесите, за правецот на државата, сосема различно од ова вие што го кажувате. Конрад Аденауер излезе со некои слични бројки. Мерење на јавно мислење, анкети од други реномирани институции, невладини организации, исто така излегуваат со други бројки. Сега си викам, кого да верувам, господинот Маричич, кој што упорно ме убедува во розовата слика, или овие сите институции, баш као тоа, ние не се движиме со обезбедување телохранители, шетаме малку и меѓу граѓаните. Не сопираат секој ден. Ајде, кога ќе има избори, да го сопреме ова, да исправиме грешката. Тоа го зборуваат граѓаните. Си викам, и овие граѓани да не се грешка, вице-премиерот Маричич и премиерот Ковачевски, кој што не убедуваше тука минатава недела во исправноста на одлуките за нова влада и за реформите кои што ги направија старите министри, а еве сега и новите. Да не се оправо луѓе, ние сите да сме на погрешно. А не стојат така работите. На крај дојде извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2022 година. И добро е што дојде од ја, како што почнавте да не убедувате, мислев готово, завршена е работата. Ние преговараме, мудрите и храбри одлуки се донесени, државата е тргната во правилен правец, владењето на правото решен проблем, реформата во јавната администрација завршена, здравството сме го исправиле, народот се враќа, доверба во јавното здравство огромна, нема инфлација, нема проблеми во државата, ова со патиштава не убедивте 1300 се извинувам километри изградени, движиме по нови патишта, државава е да се чудиш кога ќе станеш во сонот во кој што вие пробувате да не внесете. И пак се прашувам, ако волку е добра работа, зошто овие луѓе
имаат проблем со некои си ВМРО ДПМН, со некои си 44 пратеници од опозицијата и со неколку во нивните редови кои што се мислат дали да продолжат да ја даваат поддршката или не, не направат едни избори, па да излезат со ова што имаат поддршка од граѓаните, ја добијат на брзи избори довербата од граѓаните и тогаш ВМРО ДПМН да е на колена, а тие европејците, луѓето кои што сакат да не донесат на европскиот пат, не си го спроведат тоа што го планираат лесно, 61 пратеник, мнозинство, дополнителна опозиција од Европскиот фронт, кој што до вчера беше опозиција, а сега е власт, 80 пратеници на куп, да си изгласате тоа што го кажувате и да завршиме работа. Дали го размислиле тоа они или само ја го мислам како некој координатор или пратеник од опозицијата? Ама се си велам дека имаат размислено на темава и дека не се така работиве како што ги кажуваат за народот, односно таа старата народната не ме гледај што зборам, гледај ме што правам, истата е и кај нив. Кај нив е само гледај ме што зборам, не ме слушај и не ме гледај што правам. И конечно еве дојде денот, еве ќе гледаме извештај за напредокот на Македонија од Европската комисија, релевантен документ за кој што во овој извештај треба да зборуваме за напредокот на Македонија. Но бидејќи нема ни Н од напредок на Македонија, ние можеме да зборуваме само за извештајот. Напредокот ќе го оставиме во некој народен период. И пак ќе речете ВМРО ДПМН опозиција, тоа зборува и кажува дека нема напредок, меѓутоа бројките, извештајот е суров и ја дава вистината и тажната реалност во која што се наоѓаме. Она што ви го кажуваме цела година ние, она што вие го знаете од испитувањето на анкетите на јавното мислење, Европската комисија го нотира и Европската унија преку извештајот на Европската комисија за 2022 година. И сега, на почетокот чисто информативно на јавноста сакам да ја кажам дека извештајот ги користи следните скали за оценување и да се опише фактографската состојба. Рана фаза, одредено ниво на подготвеност, умерена подготвеност, добро ниво на подготвеност и добар напредок. За да се опише напредокот, постигнат во извештајниот период, се користи следната скала. За останување, нема напредок, ограничен напредок, добар напредок и многу добар напредок. И пред се треба да се напомене дека европскиот извештај е крајно негативен во однос на 2022 година, од причина што може да се заклучи дека во најголем дел од Македонија има постигнато ограничен или одреден напредок, што всушност подразбира незначителен напредок. Секако дека ќе биде постигнат одреден напредок во борбата со корупцијата и од 111 место на индексот на корупција на кое што бевме, велите дека имаме одреден напредок и сме паднале на 87 место. За мерак ќе беше работела ако од 111 уште на нагоре се качувавме, а вака сме паднале на 87 место, ова е напредокот кој што ги имаме во делот на индексот на корупција, а граѓаните пиштат од корупција и бирократските процедури кои што ги доживуваат секојдневно на секое ниво. И сега едно иронично браво за напредокот од 111 на 80 место, ама граѓаните не викаат браво, напротив, велат дека нема институција во која што нема корупција, нема криминал, почнувајќи од највисоките ешелони, па се до најниските. Од друга страна, многу добар напредок нема во речици ништо, освен во надворешните односи, и тоа исклучиво само преку целосно усогласување на заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија по агресијата на Русија врз Украина. При тоа Македонија покажа дека е доверлив партнер, зашто е така и зашто сите заедно многу брзо изреагиравме и донесовме декларација за поддршка на Украина и тоа е факт дека се случи. Генерално, ова е сликата и оценката за состојбите на Македонија. Ова е напредокот на Македонија за 2022 година. Ова е поразителната реалност во која што сакате вие да ја покажете како успех и напредок. Сакате, ама никако не успевате и не можете тоа да го направите.
Еве и конкретно зошто не успевате и не можете. Владење на правото, правосудство и фундаментални права, борба против корупцијата. Нотирано во извештајот на Европската комисија дека корупцијата во Македонија останува распространета во многу области и представува прашање на загриженост. И тука треба точка да ставиме. Оставите тие приказни, преговараме за влез во Европската унија, храбри и мудри одлуки, државнички потези, ја движиме државата. Значи, корупцијата останува распространета во многу области и представува прашање на загриженост. Покрај ова што ви е на вас прашање број 1, затоа што немате ниту една мерка, затоа што немате ниту една реформа и морате да се фокусирате на уставните измени. Во делот на владење на правото, правосудство и фундаментална борба против корупција, загриженоста на Европската унија е голема, затоа што распространетоста на корупцијата во многу области е огромна. И нема Европа и државите членки на Европската унија да ни го премижат тоа. Фокусирани сте само на еден дел. Ама знаете каде се пречките во нашата држава. Правосудниот систем. Органите треба да вложат поголеми напори за целосно спроведување на заклучоците од извештаите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Закон за спречување на корупција, судебни интереси треба да е целосно спроведен, а Државната комисија за спречување на корупција треба да е зајакната, поддржана и соодветно снабдена со ресурси. Вие кога ќе се извади некој скандал или кога ќе се спомне висок функционер, веднаш ударате по Државната комисија за спречување на корупцијата. Донесување на закони, легислатива. Како и секоја година, и ова собранието е една од главните теми во извештајот. А таму е затоа што она што го зборуваме ние, вие што се смеете кога бараме процедурални и кога реагираме и пресови, е тоа што се случува реално во држава. Наместо храм на демократијата и представнички дом на граѓаните, нотирано е дека собранието на Република Македонија го претворивте, парафразирам, во партиски штаб и фабрика за штанцање на закони за бизнис потребите на врхушката на оваа власт. Вие сте тие само ова што го аминувате. Бизнис потребите се на друго место. Свесни се дел од вас, не сите. Другите сте уште фокусирани дека се движите по правиот пат, ама има луѓе со кои што разговарам и се свесни дека вие сте само испостава, односно подрачно оделение на владата за штанцање на закони и аминување на штетните одлуки кои што се случуваат. И тоа е нотирано во извештајот на Европската комисија. Имено, и во овој извештај е наведен проблемот со брзата скратена постапка за донесување закони. Што е тоа што реагираме ние? Наведено е дека треба да се обрне внимание на претходна анализа и консултација околу некои закони со цел да се донесуваат квалитетни законски решенија. Дебати, јавни расправи, сето она за битните закони во државата, што треба да се направи. Дури и за тие што се прави, заклучоците донесени не се постапува по нив. И тоа е основата на која што треба да се дискутира. Тоа е тоа што го зборува Никола Мицевски цело време. Злоупотребата на европското знаменце, имате над 60 закони донесено со европско знаменце. Да не речем сите, меѓутоа, знаете ли колкав голем дел од тие закони се злоупотреба? Па вие донесувате закони во кои што делот, во графата каде што треба да се напише на што се повикувате на спојување или доближување на нашата легислатива со европската, остануваат празни графи. Закон за Академија на судии, закон за парнична постапка, сосема ново законско решение. 3 члена се спомнува Европската унија, европско знаменце. Закон за марихуана, еден куп нови законски решенија за кои што ВМРО ДПМН реагира. И многу други забелешки, нема време, затоа што морам само да констатирам дека просечната оценка за 2022 година е 1,61. 2020 сте имале 2,0. Значи, Македонија, последниве 2 години, колеги пратеници, почитувам вице-премиер, назадува. Не заборавајте дека ова е оценка на Европската комисија, а не на ВМРО ДПМН. Ова е оценката за проевропската влада, проевропскиот Ковачевски,
проевропската коалиција која што назадува на секое поле на кое што Европа ни бара резултати. Уште многу што имам да кажам, меѓутоа сметам дека доволно зборувавме ние, вие да се охрабрите, да не се криете тука и да зборувате. Излезете на избори, побарајте поддршката за ова што викате дека е. Бојан Марич.